Беше тоа на 22. мај 1979 година, кога во Битола е основан Универзитетот Свети Климент Охридски како високошколска установа, втор универзитет во современа Македонија. Со основањето на универзитетот била остварена историската цел за обединување на постојните високообразовни и научно-истражувачки установи од југозападниот регион на Македонија, односно Битола, Прилеп и Охрид, како и придонес за порамномерен развој на Македонија. На 8 декември 1994 година, на денот на Свети Климент Охридски, универзитетот го добил своето денешно име. На 22. мај 1946 година е роден Владимир Ангеловски, познат како Дади, едно од најголемите македонски актерски имиња. Многу добро го познаваат постарите, но и помладите генерации. Почина на 15 ноември 2012 година во Скопје. На 22. мај 1903 година во селото Могила Битолско во борба против турската војска и полиција загина Андреја Петров Блажески, Расолковски, познат уште како Дедо Андреја, македонски револуционер и војвода. Роден е во Мало Церско во средината на 19 век. Со нив загинале или се самоубиле уште 13-14 комити кои воделе 36 часовна борба против 300 души аскер и османлиски жандарми. На 22. мај 1944 година умира Оливера Вера Јоцич, родена во село Сингелиќ, Скопско. Првоборец и воено лице, одликувано со орден на народен херој. Инаку, Вера Јоцич била ранета во пролетната офанзива кај селото Страцин, а на 22. мај 1944 во селото Саса им подлегнала на повредите. Незиното херојство е воспеано во прочуената песна Очи од Ацо Шопов. На 22. мај 2010 година почина Гане Тодоровски. Погребан е во црквата Свети Спас во скопското село Кожле на 26. мај. Неговата последна желба била да биде погребан во ова село, а песната Завет да биде прочитана на закопот. Гане Тодоровски завршил филозофски факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, каде докторирал на темата Веда Словена и нејзините мистификатори. Работел како новинар во Тањук, Младборец и студентски збор. Бил долгогодишен професор по хрватска и македонска книжевност на 19 век на Филолошкиот факултет во Скопје. Со книжевна активност започнува непосредно по ослободувањето, и тоа во Нова Македонија, Пионерски весник, Нов ден и други списанија. Претежно се занимава со поезија и препеви. Има издадено повеќе збирки, се занимава и со критика и есеистика. Бил уредник на книжевните списанија Иднина, Современост, Културен живот, Млада литература, Разгледи и други. Пишува филмски сценарија, дебитира со документарниот филм Проштевање 1963 како косценарист. Во 1951 е член на Друштвото на писатели на Македонија, а во 2 наврати и негов председател. Бил председател и на Советот на струшките вечери на поезијата и одговорен уредник на списанието Млада литература. Член е на Македонската академија на науките и уметностите од 1997. Во 1990 Тодоровски е избран за прв председател на Движењето за семакедонска акција МААК, а подоцна назначен за прв амбасадор на Република Македонија во Руската Федерација. 22. мај е меѓународен ден на биолошката разновидност.